sve došlo i nema strah ni tu za smrta. Novo nebo, nova zemlja, poranečno to pomina na žebni blaženi se mrtvite. Slava ti, Gospod Isuse Hriste, mir vam. Ti благодарам, Gospod Isuse Hriste, što i u ovo utro si vo moето srce. Što me stana во раната мугрина, ме водеше во духот, što бев горе во планините, što направ гави, što ме научи да љубам, što ме научи да простувам, да се радувам, što зборуваш низ мене, što me nauči da razberam što je Tvoja ta volja u mojot život. Se pokajujem za sekoj gref, za grevovite na mojot narod, za grevovite na mojite predci. Te molam vo Makedonija da dojdeš povtorno i da mi pomogneš, da ispratiš razumni vodači, da sopre kradenjeto, srebroljubijeto i omrazata. Gospode Isuse Hriste, duhotna mudrost da dojde. Čitame od Mudrost Solomonova knjiga, 6. glava. Zboruvame za mudrosta koja je, ako nekomu mu nedostasува mudrost, neka je bara od Boga, koja je dar od Boga, koja je dar na mudrost, jedan od 9 darovi na duhot, koji je zapišan vo Korintjanite. No сега ќе видиме што вели во за водачите во Македонија. Што вели за мудроста во Стариот Завет. Затоа слушајте, цареви. Се вели Стари Нов Завет со оглед на тоа дека Исус не беше дојден и тие тогаш имаат 10 Божји заповеди, а сега Исус прави завет. Ја дава својата крв. Пролева својата крв за нашите греови. Не оправдува и ни дава можност да чекориме во правда. Ако му го предадеме своето срце, он да владее со нас. Те сакам, Господи Исусе Христе. Затоа слушајте, цареви. На земјата, знаете, ќе стане некој на позиција, ќе се возгорде и разберете за македонските водачи што крадат, лажат, го продаваат својот народ. Слушајте, цареви, поучете се, судии и судот, кој е комплетно во служба на политиката. Поучете се, судии од краиштата на земјата и во македонската земја и во Македонија. Сето ова што се случува, ова распродавање од вашите водачи, бидејќи мене не може да ме води слеп човек. Слепи луѓе кои крадат, лажат, го продаваат сопствениот народ и го соблазнуваат. Од вашите водачи, внимавајте вие што владеете, книга Мудрост Соломонова 6.2, со множествата и кои се фалите пред народите. Господ е оној кој ви ја подари власта. Пазете, силата е во Севишниот. И ние го знаеме тоа. Твоја е царството и силата. Силата е негова. Ти мислиш дека си силен и потоа кога ќе те удри неговата сила, кога ќе разбереш дека немаш сила без него. Значи, што владеете се со множествата и кои се фалите пред народите. Господ е оној кој ви ја подари власта. Силата е во Севишниот. Он ги исследува вашите дела и ги испитува вашите намери. Иако бевте служители на неговото царство, не судевте право. Знаете, царството е негово. Овде за кратко време паднатите ангели, сатаната имаат власт. Но царството е негово. Тоа е некое кнежество кое се побунтувало. Од се создадено на земјата, собрани луѓе, кои требаа слободна волја да се вратат во љубовта.
Он ги исследува вашите дела и ги испитува вашите намери. Се однесува на секого од нас. Иако бевте служители на Неговото царство, не судевте право, него држевте законот и не постапувавте според Божиите заповеди. И ние зборуваме за покорност кон власта, но ако се тие вон Божиите заповеди, нема ние да ја слушаме власта и да грешиме. Син Божии е оној кој го води Духот Божји. Духот Божји. Он ќе ви се јави страшно и набргу, а строг е судот над управниците. Сите сакаат да владеат, да управуваат, да бидат председатели, да влезат во собранието, да можат да имаат големи пари и кога ќе дојде густо ќе се разбегаат и не носат одлуки. Ако си избрал и те платиле да бидеш водач на народот, потоа правиш грев. Исто е во институциите. Станал таму, води една институција, направил грешка, сега не тера сите ние да сгрешиме. Пример е студенти со помал степен на образование, кој е противзаконско. И сега ние лажираме приемен испит. Знаете, соблазнува. Он ќе ви се јави страшно и набргу, а строг е судот над управниците. Убаво е да имаш повеќе пари да владееш над сите, но Исус дојде да служи. Ние зборуваме за принцип на служење. Сите сакаат да владеат. Не барајте мнозина да бидете учители, да учат. По големо осудување ќе добиете кому му е многу дадено. Многу ќе се бара од него. Он ќе ви се јави страшно и набргу, а строг е судот над управниците, зашто малиот заслужува милост по малиот, понизете, а силните ќе бидат силно измачувани. Силници на другите, над помалите. Кој ќе напои еден од овие мали со чаша вода, нема да ја загуби својата награда. Те сакам, Господи Исусе Христе. Малиот заслужува милост, а силните ќе бидат силно измачувани. Господ е над сите, ние збориме Татко Небесен, и од никого нема да се уплаши. Он не се плаши од никаква величина, Он создал и мало и големо, за сите подеднакво промислува, управниците ги очекува строга истрага. И ако погледнете, направете историски преглед на оние луѓе што ги уништуваа фабриките, што крадеа, што се случува со нивните деца и нивните поколенија. Направете една студија, па ќе видите дека казната полека доаѓа. Не можеш да побегнеш од Божјата казна. Си го фатил судот, ти служи, судот суди криво. И наместо правда добивате кривда во Република Армакедонија. Во Македонија таква каква што ја запишал Исус, бегај од Македонија, сатано, и не се враќај повеќе ти што сакаш да ни го смениш името, идентитетот. И така цареви, сребролюбци, продавачи на својот народ, моите зборови се упатени кон вас, за да се научите на мудрост и да не паѓате. Мудроста е во Бог. Секоја мисла треба да е покорна на Исус. Ние јадеме од дрвото на познанието, знаеме што е добро и зло, и овој свет е кинисан од тоа знаење. Од многу знаење на доброто и на злото, од многу што сме јадели, ја дотеравме до овде. Во оваа Каина велија, во оваа Вавилонска кула, во оваа долина на сенка смртна, во оваа сатанска збирштина. Зашто оние кои ги осветивте и самите ќе се осветат. А кои се поучени во тоа, ќе најдат оправдание. Зборува за оние во духот што ќе отидат. Значи да молиш дар да ти даде, мудроста Божја, не ти што сакаш, тој да те води, неговата мудрост да биде. Така да мудроста не е Соломонова, туку е на Таткото Небесен, но тој е избран сад, паднат во грев, откако Давид ја облюби Уриевата жена. Првото дете им почина, второто го уби Урија. Второто дете е Соломон. Го изгради Соломоновиот храм. Го направи Соломонското решение, дајте ми меч.
А јас велам, дајте ми меч на духот и ќе ви покажам. Затоа, еве го, копнејте по моите зборови, вели Семокниот Бог. Дали вие копнеете по живото Слово? Да ви го отвори Словото, да фати корен во вашето срце, да оживее, да биде живо Слово и да изрекувате живот за секого. Засакајте ги и поучете се од нив. Од нив се поучува. Но потребен е учител во духот, да не ги читате само телесно, бидејќи читајќи ги телесно, вие го поделивте Христовото тело на 3 големи деноминации: православни, католици, протестанти и други подгрупи. Така испаѓа дека Исус кога вели една е црквата, она е главата, ние сме телото Христово, дека Исус лаже. Знаете, вчера во молитва имавме со една сотрудничка од Прилеп. Слезе пророчко слово. Наскоро ќе видите кој владее со вашите земни цркви. Слава ти, Господи Исусе Христе. Затоа копнејте по моите зборови, засакајте ги и поучете се од нив. Мудроста е сјајна и не темне. Лесно ја гледаат оние што ја сакаат. Ја наоѓаат оние што ја бараат. Барајте и ќе најдете. Тој е принципот. Чукајте и ќе ви се отвори. Што барате вие да најдете во светот? Луѓето бараат филм, драма земна. Кога Духот Свети ќе дојде во вас, вие ќе ги раскинете сите земни врски и ќе ја засилите единствената врска која е животодавна, тоа е врската со духовниот татко, отецот на духовите. Врската со духот на мудроста, со духот утешител, духот на вистината, духот на Исус. Слава ти, Господи Исусе Христе, духот на љубовта. Таа ги пристигнува оние што ја бараат, барајте ќе најдете. Прва им се покажува, практично ни покажува во Стариот Завет како се моли за духот. Морате да го молите да ве крсти во Дух Свети, но претходно треба да му дозволите на Исус да живее во вашето срце. Не вие што сакате, он да ви кажува за секоја состојба и ситуација, да надраснувате во љубовта, да победувате во љубовта, да љубите, да љубите, да љубите, да простувате, да простувате, да простувате, никого да не осудувате, да се покаете за секој греф и гревовите на вашите предци и да го барате Царството Божјо. Колку луѓе денеска го бараат? Што значи да го бараш Царството Божјо, па да бараш да заминеш горе? Песната која слезе: Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, кој ја бара од рано наутро. Мудроста нема да се измачува, тоа значи духот на мудроста, зашто ќе ја најде како седи пред неговата врата. Еве, чукам на вратата. Кој ќе отвори, ќе седнам и ќе вечерам со него. Значи, Исус и Отецот, духот нивни, духот утешител, духот на мудроста, духовниот дар треба да направи сокровиште во твоето срце. Да се откажеш од себе си на крстот, да умреш стариот човек и да бидеш новороден. Оти и самата мисла за неа, за мудроста совршенство е за разумот, кој бдее заради неа, брзо од грижи ќе се ослободи. Имаш некој проблем и го прашуваш: Исусе, како да реагирам, покажи ми. И чекаш. Чекаш додека не стигне одговорот. Таа самата оди наоколу и ги бара достојните за себе си. Мудроста доброволно им се јавува на нивните патишта. Значи, тоа е духот, Светиот Дух, кој е мудроста. Со нив се среќава при секоја мисла. Ќе видиме, не знам дали денеска ќе стигнеме. Во 7-та глава на Мудрост Соломонова е објаснето. Нејзиниот почеток е твојата наискрена желба да учиш, Духот да те учи, Исус да те учи. Во постапките кон светот и претходно си постапувал на еден начин, сега треба да постапуваш со љубов, да враќаш на се со љубов. Копнежот за учење, љубов е спрема неа,
А да ја љубиш значи да ги сакаш нејзините закони, тоа е духот, законот на љубовта. Да ги пазиш нејзините закони, тоа е залог на твојата бесмртност. Љуби го својот ближен како себе си. Тогаш биле повеќе закони, 10 Божји заповеди. Не кради, не убивај, не сведочи лажно против својот ближен, не пожелувај ништо што е туѓо. Не убивај. Те сакам. Бесмртноста доближува до Бога. Кога ти ќе се предадеш, ние зборуваме за доближување до Бога, затоа копнежот кон мудроста издигнува до Царството Небесно. Да копнеш под Духот Свети, Духот на мудроста. Ако вие владетели им се радувате на престолите и скиптарите, тогаш почитувајте ја мудроста, за да царувате довека. Зашто ќе дојде моментот кога силата ќе треба да се врати од каде што е дадена и Духот да оди каде што ви го дал. А што е мудроста и како настанала, ќе ви кажам, нема да ја сокријам тајната. Тоа е веќе во 7 глава. Нема од вас да ги сокријам тајните, ќе го исследувам од самото раѓање, ќе ти ги откријам нејзиното познавање, не ќе одземам од нејзината вистина. Се мое е твое. Значи Исус вели, вие сте сега, знаете што работи. Значи не сте веќе слуги, сотрудници сте, сонаследници, пријатели Божи, знаете што работи. Ќе ти го откријам нејзино, нема да појдам заедно со оној што копне од завис. Таквиот нема ништо заедничко со мудроста. Кога ти ќе се споиш во духот, ќе ти се отворат сите работи. Ќе знаеш што работи Отецот и тогаш стануваш пријател Божи, од раб Божи, роб, слуга Божи, сотрудник, доброволно работи, пријател Божи. Многу те мудроци се спасение за светот. Разумен царе, благосостојба за народот, те молам Господи Исусе Христе во Македонија да ни дадеш еден разумен цар. Да добиеме власт, да поживееме мирно. Затоа поучувајте се од моите зборови. Поучувајте се од моите зборови и ќе ви биде од полза. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Те сакам, Христосе. Ние зборуваме за потреба и дозвола Исус да не води, духот на мудроста. И ние потоа ќе видиме 7 дарови, духовни дарови, 9 се, еден е дар на мудрост, дар на знаење, дар на вера, дар на разликување духови, дар на пророкување, дар на зборување јазици, дар на толкување јазици. Те сакам, Господи Исусе Христе, дар на мудрост секако. Мудрост значи да дозволиш Он да те учи, Он да ти покаже. Видете, копнежот за учење, љубов е спрема неа, а да ја љубиш значи да ги сакаш нејзините закони. Значи, мудроста, копнејте по моите зборови, засакајте ги и поучете се од нив 6:11. Поучете се од моите зборови и ќе ви биде од полза. Тоа значи секоја мисла да биде покорна на Исус. Видовте, зборува за мудрост на едно друго ниво, кога луѓето имаат 10 Божји заповеди, а практично зборува за потребата да се крстиш во Духот Свети. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Христосе. Те љубам, Исусе. Имавме ни една средба во една заедница и тамо нешто се разлоти тој водачот на заедницата. И вака вели, ете вие мудрите. И мене веднаш ми излезе стихот, ако некому му недостасува мудрост од Јаков, нека ја бара од Бога. Ние зборуваме Бог, Исус, Отецот Небесен, да зборува низ нас. Он да ни даде мир, сила, љубов, трпение, да не обликува, да го оставиме стариот човек, да му дозволиме Он да живее во нас. Господи Исусе Христе, и денеска ја прославувам Твојата победа над се што не е од Исус во моето срце, во мојот ум, во моето тело, во мојата заедница, во моето семејство и во името кој сум Ти го предал во Твои раце, се мое е Твое. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што и во овој ден ми даваш сила, разум, мил, трпение, мир, што ме учиш на се. Брати и пријателе, ако имаш некоја болка, нерешив проблем, клекни на колена, падни и речи, Исусе, прости ми, се покајувам за секој грев. Се покајувам за гревовите на моите предци.
простувам на сите, простувам, не осудувам, ги љубам сите, ја избирам Твојата љубов, ја прифаќам Твојата волја во мојот живот. Учи ме, покажи ми и го барам Царството Божјо. И потоа кажи што да покајам, Господи Исусе Христе, да ме исцелиш. Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто луѓето што мислат дека сами се мудри, јадат од дрвото на познанието на доброто и на злото. И тоа е првата почетна позиција кога Каин го убива Авела. И почнува оваа Голгота на земјата, долина на сенка смртта, смрт на живење без љубов. Живење со сопствената мудрост, а тоа води во смрт, зашто во зборовите има живот и смрт. Ако копнееме по зборовите на Исус, тие прават во нас живот, повторно се враќаме во вечен живот. Ако не се враќаме во материја, се отсјајуваме и одиме во земја, во смрт. Се разбира, душата со духот кој е вдахнат во нас се враќа на суд и потоа ќе поминеме низ огнено езеро, низ состојба на повторно прочистување. Златото и среброто се прочистува низ оган, така и зборовите Божји, така и ние. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Те сакаме, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе Те љубиме. За секогаш, Исус. Амин. До Божјо Царство Небесно. Амин. Со слово на се дошло и нема страх ниту за смртта. Ново небо, нова земја, поранешното помина. Му давам да пие од живата вода, дарувам. Блажени